Во Кривичниот суд во тека ново рочиште за Стојанче Јовановски обвине дека ја навел Ивана да се самоубие скокајќи од тераса заедно со својата 6-годишна ќерка. Одиме веднаш во живо пред Кривичниот суд, таму е колешката Тамара Дичовска која го следи ова рочиште. Тамара, кој се сведочи на денешното судење? Да, до сега сведочеше Мартин Саздов, колега и пријател на обвинетиот Стојанче Јовановски, со кого се дружеле фамилиарно заедно и со сега веќе починатите Ивана и Катја. Стојанче и Мартин Саздов биле колеги во пожарната, се дружеле заедно сите. Мартин Саздов кажа дека Ивана ја гледал и како сестра и како најдобра пријателка, но дружбата престанала откако дознал дека Стојанче почнал да излегува со неговата девојка. Така било се до август минатата година, кога Ивана расплакана му се јавила на телефон од среде автопот, каде што Стојанче ги истепал и ги оставил во 1 час од пополноќ. Како што сведочеше тој, Ивана му кажала на телефон дека нема на кого да се јави да ги земе, се криеле позади банкина на автопатот заедно со малата Катја, доколку е во можност да дојде и да ги земе од автопатот. Во продолжение ќе го прочитам и неговото сведоштво за целата случка која што се одвивала во август минатата година. Ивана прво плачеше многу, сведочеше Мартин Саздов, седеа позади во автомобилот, се гушка со Катја откако ги земав. Пробав некако да ги смирам, ја прашав што се случило. Рече, гледав на телефонот на навигацијата, гутнав патот и Стојанче се изнервира и почна да ме тепа. Катја кажа дека ја удирал главата на Ивана од наслонувачот за раката. Таа покажуваше на наслонувачот и како Стојанче ја удирал главата на Ивана. Кај Ивана на главата и на рацете имаше мудрици, целата беше искубана и исплашена. Ми каже Ивана дека ги изфрлил како партали од автомобилот и со клоци ја шутирал надвор од колата. Сведочеше Мартин Саздов. По овој настан Ивана започнала бракоразводна постапка со Стојанче Јовановски, отишла да живее кај нејзината мајка и оттука се зближиле со Мартин Саздов, како што сведочеше и тој, оделе заедно на прошетки, постојано со малата Катја. И Мартин Саздов кажа дека ја засакал Ивана и започнале љубовна врска, меѓутоа Ивана се плашела и го наведувала Стојанче дека е психопат и дека ќе ги убие двајцата. Во исто време и Стојанче, како што сведочеше Мартин Саздов, имал и други девојки. Но, меѓутоа, по некое време, по неколку месеци, таткото на Ивана починал, Ивана била во лоша психичка состојба и заканите и уцените од Стојанче продолжиле, па таа решила да се врати во станот и да живее заедно со Стојанче. За периодот дури Ивана била со Мартин, Стојанче ги следал, им се заканувал, го пријавил и Мартин во полиција за наводни закани дека сакал да губија. Дури имало и период после тоа кога Стојанче бил фатен со друга, па се обидел да ги намести Ивана и Мартин дека тие му ја наместиле дрогата. Според сведочењата на Мартин Саздов, Стојанче Јовановски обвинет дека ја тепал Ивана и ја загрозил сигурноста, но и дека ја навел да се самоубија, постојано бил под дејство на дрога, конзумирал друга и дури тие се дружели и работеле заедно. Стојанче користел наркотични супстанци. Имало експлицитни видеа помеѓу Стојанче и Ивана, со кои се заканувал дека ќе ги објави. Ивана се плашела и од тоа, затоа каков пример ќе оставила на нејзиното дете. Неколку дена пред 2 март, пред Ивана да реше да си го одземе животот заедно со нејзиното дете, му кажала на Мартин дека после тој настан каде што се обидел Стојанче ги намести за другата со која што бил фатен, секоја вечер доаѓал издрогиран дома и ја тепал, ја малтретирал, како неа, така и малата Катја. Имала мудрици на секаде и по лицето и по рацете. Мартин Саздов и рекол да се врати повторно кај мајка, но Ивана се плашела од понатамошни закани, уцени, како и малтретирање. Така што неговото сведочење за сега е дотука, во моментов има пауза на ова рочиште. Сега обвинителката ќе го испрашува за денот на трагичниот настан на 2 март, кога Ивана се фрли од 6-тиот спрат заедно со нејзината ќеркичка Катја
при што претходно трпела малтретирање и насилство во текот на целиот ден, како и закани по нејзиниот живот од страна на нејзиниот сопруг Стојанчо Јовановски. Секако деталите од денешното судење и има уште еден сведок што треба да сведочи, ќе ги пренесеме во вестите во 16. Тамара, благодарам за овие информации. Секако стануваш да го проследиш денешното ручиште, многу повеќе пренесуваме и во вестите во